Септември и понатаму останува најскапиот месец во годината. Правењето зимница, подготовка на децата за во училиште, снабдувањето со огревно дрво. Ги остава граѓаните без денар во џеп. Анкетираните граѓани на терен во Штип велат месецот со една плата или пензија тешко може да се помине. Па ако некогаш се правеле по 3 дози ајвар, денеска се прави само една. Се оди од продавница до продавница да се најде поевтин зејтин и тетрадка за училиште. Па е најскапи со зимници, со ајвари, со пинџури, со тие работи, зејтини, тоа се е најскапи. Ученици сега, помлади родители за децата, тоа е. Прават се сега баш е сезоната за цените, скапичко е. Нормално е тоа и така секоја година, и оваа година ќе помине некако. Да, и октомври. Зимничките носат парички. Скапо е, скапо. Сега зависи и колку пензија секој зима, секој знае нели за себе, тај што има поголема пензија, тај не му е скапо. Ама ние со минималните што сме, преживуваме некако. Грејењето и зимницата, а посебно па сега младите за дечињата, мора да дадат за децата да ја учат. Ако имат малку помош од Весна, нели обеќа, пиперо 100 денара, зејтино исто 100 просечно збор. Зејтино 100 не се исплаќа. Не се исплаќа. А кај се дрвата, кај е 2 дена, ајваро траже 2 дена. Да печеш, да лупиш, утре да пржиш. Скапо е, за зимницата е скапо. Превише, епа, нели зимааме по 70-80 кила, сега ќе земеме 30, ако има, ако не 20. Да има нешто зимото да се јаде. Најскап. Ученици, зимница, грење, нешто, дрва кој што го не е купил и е најскап. Да, останува. И тоа е многу скап. Ученици, зимници, дрва, се, многу скап. Најскап. Некој, ако е правил 3 пати, сега еднаш. Некој што е правил еднаш, сега половин дози ќе направи. Таму ако е 2 денара поскапо, тука е 2 денара поевтино, така да, од продавница до продавница. Многу тешко. Поголемиот дел од повозрастните граѓани децидни дека зимницата станува луксус. Или се намалува правењето ајвар или воопшто не се прави. Се штеди и на дрва и на се останато на што може за да се преживее месецот.